Сега ќе ви рече. Јас сум пратена на оваа планета со мисија. Пратена сум со својата енергија, со својата насмевка, со својата музика и со целото свое битие да ги лечам луѓето. Таа одлично се снаоѓа во бројни улоги кои ги носи животот. Од мајка, сопруга, водител, пејачка па се до глумица. Сепак, од сите нив, најдрага е улогата на мајка на Вук. Таа признава дека без нејзиниот Милан се би било потешко. Кога почнала да верува дека нема бегање од судбина? Како ја решила дилемата дали јас знам да пеам? Постои ли идеален брак? Што треба за да ти биде убаво во твојот микрокосмос? Во неформално, отворено и искрено со мултиталентираната и секогаш ведра и весела Тијана Дапчевиќ. Тијана, не можам да прашам како почна се, заради тоа што кога се живее со двајца музичари од таков калибар како што живееше Тијана, тогаш Тодевска, сега Дапчевиќ, тешко дека можеш да избереш нешто друго освен музика, но затоа ќе те прашам како е да се живее во семејство со двајца музичари. Значи што се зборуваш? Кои се теми на музика беа? Муабет. Прво да ти се заблагодарам што ме повика и што го правиме муабетов. Не знам дали знаат гледачите дека сме братучетки. Еве сега ќе кажеме, први братучетки сме Кате и ја и ова ќе биде многу интересно и многу смешно. Пошто Кате ќе дознае некои работи што не ги знаела до сега. А знам дека едва чека да ги чуе. Знаеш како, ја обично велам дека ќе беше глупо да се бавам со метеорологија, затоа што уште дур бев во утробата на мајка ми почнав да се бавам со музика, затоа што мајка ми била од оние мајки трудници кои што работеле до последниот ден, пееле на сцената, тогаш Македонскиот народен театар. Така што логичен след на околностите беше да се бавам со музика. Сега како е? Многу интересно, мислам, никогаш не ми беше досадно. Бев од оние деца кои што таткото и мајката ги мкнеа сегде. Значи, пошто немавме баба сервис, немавме тетка сервис, вујна сервис, вујко ми дојде нешто малце покасно од Србија, кога јас сум се родила. Стално имавме луѓе у домот. Ја имам обичај да кажам дека кај нас обично беше хотел Промаја. Велко, шо правиме, играат, не знам, Германија и Југославија. Па дојдете кај мене, па имам трауми од детството, нормално под наводници. Како ќе тргне утакмица, на секои 2 минути гол, ја овака. Така што денес како се гледа некој фудбал и спорт, започна да ги од прилика, да, тоа малце покасно ќе правиме муабет. Така што стално имаше размирици, некои стално се расправавме во моментот кога почнав да се бавам активно со мојот најдобар пријател, инструментот виолончело. Стално се карав со татко ми боле Бах за свирење, не Шуман, не сакам да ги свирам рококо варијации Чековски, мала си уште, че ќе треба да отсвириш, такви моменти имаше. Добро. И најдовте никакво решение после Никогаш не најдовме заеднички јазик, ама ја имав таа среќа што не само што имав двајца музичари и ги имам, фала му на Бога, нека се живи и здрави и мајка ми и татко ми, него имав и прекрасен педагог во домот и на академија покасно. Секој испит можен го спремав со татко ми. Мислам, имав ја и професор по виолончело, Душка Тасевска ми бев во незината класа, учев чело на академија, ама ја имав таа среќа што имав и прекрасен педагог, кој што ми предаваше и камерна музика меѓу другото на академија. Во еден момент малце фалеше да паднам година, затоа што немав 3 подписа од татко ми, кој што ми беше професор во тој момент. Тијана немаше 3 подписа од... Не 3 подписа, 3 неоправдани. 3 неоправдани. 3 неоправдани, не можев да добијам подпис, можев да паднам година, значи немав подпис у индекс. Па беше молби, па куми моли, па иди у деканат, па сега ти со татко, ти ќе се средиш таа работа, ама викам, он не ми мене татко овде луѓе, он ми мене професор овде, па ќе се средите тоа ви. Мислам, свашта имаше, ама сум им благодарна што ме научија да цврсто стојам на своите нозе, да
да бидам човек пред се, да бидам поштен човек, да бидам вредна, да мислам тоа е усадено, зашто велам ја дека се доаѓа од домот, дека се учи од дома. Дали тие знаеа всушност, тие двајца музичари, дека тие нели, како деца не секогаш сакаме се да споделиме со, нели, па и со домашните, дека ви имате ти имаш една тајна, дека мислиш дека не знаеш да пееш, односно не знаеш дали знаеш да пееш. Не, Еве пази, најдобро. ја имав 3 години, или сум имала 3 години. Море имав, се сеќавам на тоа. Имав, да, и сум имав. Точно овде преку пат, Добро. каде што е Македонскиот народен театар, односно сега веќе Македонски опера и балет, мајка ми пееше на сцената, а татко ми тогаш во тој момент свиреше во оркестарот на Македонскиот народен театар. Спремаше мама, више не се ни сеќавам што представа беше, дали беше Боеми или беше некоја Кармен или Риголето, небитно. И сега ја углавном у 99% случаеви бев со нив стално на работа. Значи ја тоа градинка, не знам дали сум идела уопште у градинка, мене градинка ми беше театарот. И се по ходници ваму таму они се на проба и во еден момент ја ги собирам сите 3 или 4 години, ги собирам сите колеги на татко ми на мајка ми, викам, сега вие тука ќе седнете, ја ќе бидам пједстава. Пједстава. Да, пједстава. И тогаш многу популарен беше Здравко Чолич и Глава луда и мене Здравко Чолич тогаш кога ќе ме праша, Тијана имаш, знаеш она, си сладка, лелета, Тијана, имаш дечко, имам, како се вика, Здравко, од кај е? Па Здравко Чолич. Мене Здравко Чолич ми беше дечко, кога бев клинка. И тогаш ќе ај сега вие седнете, ја ќе бидам пједстава и пједстава што? Глава луда им пее. Глава луда. Уште од така е да. тоа. Ама потоа во некои други години не беше Тијана толку сигурна во тоа дали па не, добро добро пее. тоа, кај може дете да биде сигурно за 4 години дека знае да мислам. Така е, да. Али покасно негде 95-та година. Имаше едно радио. Имаше едно радио, Радио Уно тогаш, не знам дали постои сега. Не постои. За жал беше најдоброто радио тогаш во тој момент, у тие убави времења. И нормално ние не гледавме нешто претерано телевизија многу. Углавном слушавме радио. И сега со другарки се договараме петок вечер у дискотека тогаш Кабрио гостуваат К2. Сестрите Кристина и Маки Ковач, сега мои пријателки. И хит беа тогаш, Ајмо живот, Джангл Манија, Држне да е, стварно ни беше хит, ги излижавме касетите од слушање. И као демек имаат концерт у Кабрио и карти се делат на Радио Уно на таа и таа емисија, кој ќе се јави. Ама треба да испееш. Не. А не треба? Не знаевме ние дека треба нешто да се направи за да ти за да добиеш карти. Добар ден, кој се јавува? Јагода. Така се представи. Сама дома е Јагода. Кај смеам да се представам као Тијана с краја да е, ке ме зезаат. Пошто многу слушана беше таа емисија. И добро, Тијана, ти зашо се јавиш? Да, Јагода, ти зашо се јавиш? Викам, па, карти демек за петок за концертов за у Кабрио, да, ама вика има една зачколица, вика мораш да отпееш една песна. Што да отпеам, кај знам ја да пеам, окей. Тогаш хит беше на Витни Хјустон, I will always love you. И вика, ние ќе ти ја пуштиме песната, а ти преку Витни пеј. Викам, Витни, јас стари другарки, не никаков проблем, ќе отпеам што е таа. И ја пеам цела песна, пушти ја цела песна да ја отпеам. Чекав да ме прекинат у некој момент, па што викам, кај јас знам да пеам, јас свирам од кај јас знам да пеам. Океј, небитно. Ама чивијата кој ќе ти влезе, тоа е. Да. И после? Како? И после Кој те откри дека ти си? Па нешто ме откри, него прво да ти кажам дека сите тие другарки со кои што се договарав да идеме на тој концерт ме испалија, ме откачија и морав сама да двете карти беа, нели? Ги доби Јагода тогаш. Јагода тогаш ги доби тие. Каже и се утре дента другар ми Влајо, се среќаваме во некој кафич, више не се сеќавам каде, во Кафуле. И каде, слушав вчера на радио, пееше, видео, си пеела ти? Викам, кој сум пеела? Викам, не знам зашто спориш. Извини, вика, ти беше. Не бев ја. Ај, вика, доста лажеш, вика, као Јагода се представи смешки живи. Умре во смеја, али вика, пееш човече, растураш. Кој бе пее, вика, мај, не зези. Ништо, за рука, кај Дуке Бојаджиев, заеднички наш другар, кој што
тогаш беше студент на медицина во тој момент. И Дуке вика, оваа знае да пее, ја откривме, пеачка, имаме, песна, имаме, Скопски фестивал, 90, кога е, тој пее, чекаме што, ме прашали мене некој овде. И ништо тоа се деси, тогаш моето прво појавување беше на Скопски фестивал, во дует заедно со Зоран Ристевски. Знам. Да. Тоа беше одлична песна. Да, прекрасна песна, верувај се викаше песната и бевме вториот публика, не, третиот публика и вториот жири. Секогаш втори. Секогаш втори. Ма како била? Секогаш втори? Апсолутно. Секогаш вторите песни се најдобри на фестивалите. Да. Така што и Тамара е продолжи таа традиција, после тоа да биде втора стално. Да. И така влезе чивијата, така тргна. И така влезе чивијата, после тоа отидов да ги земам тие карти од Радио Уно. И ти добро пееш, сигурно добро снимаш джинглови. Што тоа джинглови? Така влезе у глава соба, ќе ти објасниме. Кажи 2-3 пути Радио Уно, 104 FM, Радио Уно, окей. И тука ми влезе мене чивијата воопшто и за електронски медиуми, воопшто за шоу-биз, да. За што значи така, тоа? Да. И тука се заразив, уствари, прво со радио, тука ја почнав и да работам, после тоа се отвори Антена, да се пофалам дека сум прва која што во етерот кажа Антена 955, пред не знам више години колку. Многу. Добре, не многу, годините се само бројки. Да. Така што, ете така се заразив и со сцена, и со онаа друга сцена. А што рекоа на тоа мама, тато? Тие ли беа најголемите критичари? Кои се сега тие што ги почитуваат, чие мислење почитуваат тие? Највише мислењето на Тамара. На Тамара Тодевска, значи позната пејачка во Македонија, а и во регионот. Најдобрата пејачка во регионот. Највише на Тамара критиките, сега дали ги прифаќам или не, али... Дали? Па нели. Многу се колеме по тоа прашање. Како изгледа тоа? Не сакаш да знаеш. Не? Не. Аха. Добро, некој дел што може да се знае. Па знаеш како, еве да речеме последнава моја песна која што сега треба да се емитува во етерот. Скоро снимивме спот со Горила продукција, песната се вика Жене и е посветена на сите жени кои што се весели, кои што сакаат да се веселат, кои што се своји, кои што се самосвесни. И прв пат Тамара која слушна песната имав страв, затоа што е малце покомерцијална од сето она што сум го правела до сега. И првиот момент викам, имам нова песна, викам, ќе ти ја пуштам на мејл, викам да ја слушнеш. Еве ми ти ја после 10 минути, викам, брате, имаш хит. Викам, ти се свига? Многу. Викам, трудна си, викам, затоа што трудна, викам, трудна си затоа. Не, одлична е песната. А иначе знае да каже не е добра? Не, ова е очајно. Очајно? Да. Тамара нема кај неа црно-бело, сиво, црно или бело. Така што да. Ама највише некојаш прифаќам, некојаш знаеме да се испоколеме, ама да речеме, еве, мајка ми веќе колку пеам, има 22 години сум на сцената. Само на една песна имаше реакција да ѝ се допадне на прво, до сега, до пред некој месец. Не. На Све исто, само njega нема. Све исто, само njega. На прво реагираше и рече, синко, песмава е, чао. Да. Све до еден момент, таа песна е снимена, треба да излезе на новиот албум. И на таа песна исто реагираше и викам, ако ти реагираш на оваа песна така, викам, оваа песна претендира да биде голем хит. Така што не често прифаќам критики од моите најблиски,
Тоа е до хороскопот, тоа е до карактерот, па, тоа е не до знам се. до што е. До суетата на секој како музичар или не? Сите сме ние Да, суетни. па затоа. Не само музичари, Да, не да, само јавни глумци. воопшто, некој што се... Не што само се- јавни луѓе, луѓе од јавниот Воопшто. живот. Па и докторите се суетни, адвокатите се суетни. Секој еснав ти можеш да видиш суетни луѓе. Сега некој повеќе, некој помалку. Сум суетна, ама не сум сега да парам носот со облаци и да не дозволам да никој ништо ми каже. Мислам, прифаќам критика, не често, ама признавам. Да. Ама да речеме од сопругот ги прифаќам критиките. Пошто заедно влеговме во целата приказна откако јас отидов во Србија и кога почнав да се бавам со шоу бизнисот во Србија. И заедно ги биравме песните од првиот до петиот албум, пошто 5 албума имам издадено до сега. И највише неговите критики. Прифаќам затоа што ја знае приказната и со пазарот и со продукцијата и колку толку се разбира у шоу бизнис. Да. Знаеш како, ја не отидов во Белград да работам и да правам кариера. Ја во Белград отидов на шетање. Па после тоа у Сомбор и После тоа на кошаркарски надпревар стицаем и логичних после тоа. околности се случи тоа што се Да. случи и знаеш како, да ја тврдам дека да бев малце само поамбициозна. Ја имам еден ден, сега ќе го изговорам ова јавно, имам еден проблем кој што се викам Немам доволно амбиција. немам доволно амбиции. Мислам, не да немам доволно амбиции. Не секогаш ја него имам во не- доволна мера, така ли е? Апсолутно. Да. Аха. Да бев малце поамбициозна, ја сега ќе играв на Бродвеј. Мислам, сега звучи претенциозно, малце, Ама во овој момент ја имам амбицијата, се вика. ама не, да бев малце поамбициозна, Да, ја да. ќе бев. Некогаш имаш проблем со тоа дали сум доволно добар, тоа е тоа. Не, тој не, момент само или? свесна сум, јас сум, Да. имам самодоверба, ама имам тој мањак на амбиција. Сега не веќе, ама пред едно 20 години кога почнав да се бавам со ова, и во Македонија тогаш, само малце да бев поамбициозна. Како го најави ти? Sky is the limit. Како го најави Аца Лукас на твоето прво појавување како ТВ водител? Ја не знаев уопште која е Да, Лукас. да. Тоа беше во исто време толку смешно, а во исто време толку добро, а во исто време толку те некако фрли ем во оган, ем те направи утра тамо популарна и Знаеш некако како? не знам. Луѓето сватија дека Више тоа ми е не тоа. се ни сеќавам како го избришав тоа од меморија. Ама знам дека во тој момент кога дојдов во Србија, кога почнав да работам на Pink како водител и не само како водител, ја ги уредував тие емисии. Пошто тогаш постоја едно чудо такви емисии. Ред муабет, ред песна, ред муабет, ред песна. Трае 45 минути, чао џаци. И сега доаѓа тој човекот што е уредник на забавна редакција и вика треба денеска во емисија да ги угостиш Мира Шкорич, Аца Лукас, Елена Карлевша, Марина Туцаковиќ и Драган Брајовиќ Браја. Добро, окей. И сега? Кои се тие луѓе? Знам кој е Марина Туцаковиќ. Да, како толку. автор. И толку знам. Кој што ги Да. значи Марина ги напишала Најубавите најубавите текстови. Да. Рецимо Оливер Мандич. Да. Само Пошто Оливер ја Мандич тој- и доволно е. Ја тој Да. тој момент го познавам највише, го познавав у тој момент. Викам добро Марина, знам што да прашам, окей, знам како да ја најавам. Драган Брајовиќ, аха, добро, викам он на Джей песните неделја, сви сме ту, викам добро, окей. Кои се овие други? Тогаш интернет немаше. Пред 15-16 години. И како снаоѓање? Ја више не се ни сеќавам Јас се како го сеќавам дека беше вака отприлика некако јас тој направил концерт пред толку и толку, да речеме, илјади публика, не Да. знам, собрал толку ова, а јас врска немам Е, која, да, некако да. така, Е, отприлика така, да, некако. да. Сега не Се парафразирам, извадив на ама шарм. нешто. Да, демек Се извадив на шарм. Јас стварно не го познавам, ама Ја сега не ќе го го познавам, запознавам. сега ќе го тачно. Е, Сега ќе така го него. запознам тачно, така беше. Виш кај ја тоа сум го избришала од меморија, толку страшно било. И почнале да изјавуваат на уредничката во тој момент на забавна редакција. Како може? Кој е ова, од кој Нептун е падната да не знае кој е Аца Аца Лукас. Океј, мислам, океј. И ама некако
дали со тоа и со тој мој непосреден контакт и со медиумите и со воопшто луѓето од шоу бизнисот во Србија ме прифатија со расширени раце. Обично твои колеги кои ќе ме запознаеа во тој момент, боже како си ти нормална. Аха. Како си ти непосредна, како си ти природна, како си викам, а јас викам па добро тоа све од дома ја, мене така ме воспитаа по дома и јас така сум си. Ама има еден многу интересен момент зашто ја велам дека сето тоа доаѓа од дома. Мојот дом е Македонија, дефинитивно. Јас сум растена во оаза на мирот, не само јас, и ти и сите ние. Ние не знаеме до тогаш, во тој момент не знаевме што се санкции. Ние не знаевме што е да немаш. Ние идевме у Солун, у шопинг. Ние идевме у Дубровник на море. Ние имавме се. Растевме на киви и на банани у тој момент кога беснееше војната во Босна и во Хрватска и сегде на... И затоа, веројатно, и тоа го објаснив скоро во едно интервју, веројатно таа причина сум ја толку отворена, непосредна, природна во комуникација не само со медиумите, него со сите луѓе. Затоа што не сум растена сум во мирна земја, во уредена земја, во земја каде што немало никогаш никаков проблем, фала му на Бога, до тогаш, во тој момент. И сега убаво се лепи на последното заовидел само на разговорот прашање. Веројатно, јас се сеќавам на еден многу емотивен момент, не сега дека, нели, откривме дека сме братучетки, ама јас се сеќавам... Никој не знае дека да, никој не знае. Ама јас се сеќавам дека тоа беше многу емотивно за нас како фамилија, сите што бевме универзална сала, кога Тијана ја пееше Изгрев. Да. И кога Тијана на сред песна, не знам дали тоа некогаш втор пат Никогаш не ама се случило. Не можеше да ја допееш. И сега не знам колку и гледачите се информирани за тоа што таа песна носи во себе. И таа исто така беше песна која што беше втора на еден друг фестивал, а требаше да. Четврта беше. Четврта беше, да, ама добро, ама беше песна која што остана запаметена. Песна која што остана запаметена, прекрасна песна која што нема да веруваш, во Србија стално ми ја бараат, што ја викам на терен, на концерти, на настапи. Песната е за Македонија, таму каде што сонцето заоѓа. И во моментот кога ми се случи, целиот тој концерт беше преемотивен, затоа што беше мој прв концерт во Македонија. Со тоа предзнаење, и сите тоа го знаеа, луѓе од моја и од браншава знаат дека е тоа песна пишувана за мојата земја. Во моментот кога почнав да ја пеам, ја се укочив и не можев да ја допеам. И цела сала продолжи заедно со мене да цмиздри. Така што тој момент ја дур сум жива, нема да го заборавам. И моментот кога ја снимив таа песна и кога прв пат ја отпеав во исто оваа зграда, во Македонска опера и балет на Скопскиот фестивал, нема да го заборавам. Ти благодарам, братучетке, за овој прв дел од муабетот. Толку? Да, имаме втор дел. Да? Да. Почитувани гледачи, се гледаме во вториот дел. Па добро беше. Топ. Во неформално, отворено и искрено со мултиталентираната и секогаш ведра и весела Тијана Дапчевиќ.